Попова шапка и овој викенд е преполна со туристи. Овој зимско-рекреативен центар е најбараната дестинација овој период. Посетителите на зимско-рекреативниот центар Попова шапка уживаа во убавото сончево време и снегот и на минусните температури. Дел од нив се задоволни од условите, а други велат дека не е доволно искористен потенцијалот на планината. Па добро, идеме добро, што да кажам друго. Како го искористувате денот на шапка? Па слободно на одмор сме, така да... За скијање? За скијање, да. Повеќе заради децата и така. Многу убаво. Денеска е мрда добро. На еден ден сте тука или... Денеска сме. Така? Денеска, али мислам дека е многу добро. Супер е се. It's the first time where Прв пат сум тука на Попова шапка и можам да кажам дека многу е убаво. Многу добро. Да, Денес доаѓате на еден ден или подолго време сте тука? подолго. Мислам дека не е доволно искористен капацитетот што го има Шарпланин. Инаку е убаво. Посетеноста каква е? Гледаме дека има... Па има луѓе, меѓутоа има многу капацитет Шарпланин. Жалосно што не го искористуваме до крај. Од ски центарот информираа дека сезоната тече во најдобар ред. За љубителите на скијањето најавуваат дека на почетокот на февруари ќе биде пуштен во функција и шестоседот. Работаат ски лифтовите Свети Илија, поток 1, поток 2, Бабин извор и двоседот Свети Илија. Шестоседот е при крај, подготовките за него се при крај. Сметам дека почеток на наредниот месец ќе биде во функција. Сместувањето, хотелските капацитети колку се исполнети? Значи, хотелите на Елем Турс, хотелот Попова шапка и хотелот на Славија се исполнети до последно легло. Хотелиерите оваа сезона се задоволни од посетеноста и исполнетоста на сместувачките капацитети. Велат дека пандемијата придонесе граѓаните повеќе да ги посетуваат домашните туристички дестинации. Ова година, како што знаете, со пандемијата, но сепак е една од најдобрите години, пошто се знае гостите не може да идат надвор од земјава, така што ние бевме посетени многу добро. Значи, ние сме за ова година многу задоволни. Снег имавме, среќа за среќа. Ова првата година што јануари го имамо со снег, така што убаво поминале нашите гости и ние. Како и претходните викенди, така и овој можеше да се забележи долгата колона возила, паркирани долж патот кој води до центарот.